Ваше Високопреосвещенство, митрополите на најсветата митрополија Крушевско-Демирхисарска господин Јован, од срце ви благодарам на поканата денес литургиски да заедничариме и така да го негуваме единството на нашата црква, кое што сите ние добро знаеме дека вие го чувате како зеница во вашето око. Вам, возлюбени во Христа, ви го пренесувам благословот и молитвените желби на неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан за ваше преуспевање со се што ќе се зафатите во вашето постоење. Го слушнавме сите внимателно денешното Евангелие и следствено нема потреба да го прераскажуваме текстот на евангелското зачало, но ми се чини дека е сосема возможно да го поставиме прашањето зошто постоеше потреба Христос да чекори по водата. Ние луѓето имаме такво внатрешно настроение да го разбираме Бога согласно на нашите сваќања за Него и согласно на нашите потреби од Него. Одредени Христови постапки за ограничената човекова логика честопати изгледаат непотребни. Например, Христос го воскреснува мртвиот син на вдовицата во Наин, затоа што беше мртов. Го исцелува парализираниот затоа што беше парализиран. И да не набројувам понатаму. Во суштина станува збор за чуда кои некако се блиски до човековата логика. Но повторно се поставува прашањето зошто воопшто постоеше потреба Христос да чекори по водата. Христос сака да покаже очигледно дека можностите на човековата природа после воплотувањето на Логосот Божји се неспоредливо поголеми од тоа што и човекот како чудо може да го направи. Затоа што, например, знаеме дека и светиот пророк Илија го воскресна синот на вдовицата во Сарепта Сидонска. Зар не е така? Но, со чекорењето по водата се покажува промена на самата човекова природа. Христос го воведува животот Божји во човекот и потоа го води човекот надвор од границите. Светиот Григорий Нисиски зареченово го користи терминот епектасис, проширување, би можеле слободно да кажеме експанзија на човековата природа. А светиот Максим Исповедник во контекст на реченово во однос на човекот
карактеристично вели на енергин ке енергистет антропинин фисин и перта еавтис орија. Односно, човекот може да дејствува над појавните природни негови граници и може да ја прима на себе несоздадената енергија Божја. Значи, се чини некако сосема логично после речено дека непомјаникот втурнува во животот на човекот еден куп нереални проблеми, само за човекот да се заплетка во тие нереални и нерешливи проблеми како во некаква мрежа, се со цел да престане да заедничари со Христа. Станува збор, значи, за, рековме, нереални проблеми, бидејќи за нив не постои решение. За да го илустрирам реченово, ќе ве подсетам и ќе ве повикам да го препрочитате оној антологијски расказ, навистина впечатлива повест на Чехов со наслов Смртта на чиновникот. И ќе видите што се случува со човекот тогаш кога ќе го тргне погледот од Христа и ќе почне да гледа во морето на нереалните проблеми. Сосема друго се разбира се благословените искушенија кои што Господ ги допушта во нашето постоење како еден вид негов диалог со нас, за преку тој разговор со Бога ние да растеме, да омудруваме и да стекнуваме искуство во животот. Од денешново Евангелие, очигледно, Петар, погледнувајќи надолу, погледна во слабостите на човековата природа. Погледна во непреобразените енергии и затоа на некој начин се покажа дека им даде ним непотребно значење, па почна да тоне. Да гледаше во Христа, Петар ке стигнеше до Христа по морето и ке беше како морето да не постои. Истото се случува и со секого од нас. Тогаш кога ќе го тргнеме погледот од Христа, тогаш ние почнуваме да тонеме. Се разбира, слабостите постојат, но тие немаат сила, немаат моќ да не потонат. Се додека Христос е главната цел на нашето постоење. Се додека гледаме напред кон Христа. Се додека главната цел, велам, на нашето постоење е охристовувањето на нашиот живот. Светиот Порфири Кавсокаливит вели дека човечкиот живот е една трагедија, односно би можел да биде трагедија, затоа што човекот е создаден според икона на апсолутниот. Бара мудрост, бара вечност, бара совршенство.
и си мисли дека нема да ги добие заради смртта. Но не е така, бидејќи сето тоа што го бара е возможно да го добие преку светотаинскиот живот во мистичното тело Христово, кое што е црквата, значи во Бога, сето тоа е возможно да го добие по благодат. Некои луѓе, како што реков, со ограничената логика човекова, можат да ги постават тие прашања бидејќи не им е јасно и да речат зошто воопшто не ги повика учениците да дојдат до него, зошто не пливаше до нив. Но гледате, Христос преку чекорењето по водата, на еден навистина би рекол прекрасен, поетски, творечки, креативен начин, покажува кое е предназначението на човековата природа, а тоа е обожението по благодат. Значи, човекот, со други зборови, е повикан да постане малечок Бог по благодат. И токму, велам, некои тоа не го сваќаат, но затоа потребно е да се научиме да гледаме точно на се што не обкружува во нашето постоење. Светиот Порфири Кавсокаливит нагласува дека постојат два начини за човекот да се избори со темнината. Едниот е во темното да ги трие очите и да мисли дека така ќе се навикне да гледа, но никогаш нема да се навикне така да гледа. А другиот е да го отвори прозорецот за да влезе светлината и кога светлината ќе влезе, тогаш темнината исчезнува. Значи, со други зборови, навистина не е потребно тогаш кога ни се случуваат слабости, тогаш кога ни се случуваат проблеми, да им придаваме преголемо значење во нашето постоење и да живееме во темнината на проблемите. Да се научиме да гледаме во темнината и постојано да не годуваме заради тоа, затоа што никогаш на такво нешто нема да се научиме. Но неопходно е секогаш нашето внимание да биде насочено кон Христа Бога. И неопходно е човекот да ги отвори прозорите на неговиот живот, за во него да влезе Христовата светлина и да се покаже дека човекот станува свесен за неговиот највозвишен призив, а тоа е да биде малечок Бог по благодат. Ете, тоа е новото во христијанството. Нешто што го нема во ниту една друга религија, во ниту еден друг философски систем, бидејќи станува збор за откровение Божјо. Нема да должам повеќе, возлюбени, само ќе кажам за крај по молитвите на светиот Климент Охридскиот чудотворец и по молитвите на вашиот митрополит, Господ нека не покаже сите нас тука заедно, луѓе кои што до безкрај ќе ја
шират природата на човековото постоење. Бидејќи, знаете, сосема е возможно ова што го зборувам во однос на обожението, да го гледаме не само кај светителите. Светителите секако дека представуваат пример, но возможно е да го гледаме и да му се случува и на секој човек кој што горешто верува во животот. Секој човек кој што верува, тогаш кога се околу него е темно, него може се во постоењето да му биде светло. Тогаш кога сите, би рекол, околности во неговото обкружување прават него да му биде темнина, тој без никаква посебна причина во своето постоење да чувствува неискажлива радост. Ете, тоа е големото чудо на проширувањето на човековата природа. И денешното Евангелие ни ја покажува таа перспектива на постоењето на човекот. Затоа повторувам, по молитвите на светиот Климент Охридски, по молитвите на вашиот митрополит, да се покажеме сите личности кои што до бескрај ќе ја шират својата природа по благодат, затоа што на тој начин ќе се покажеме автентични личности на Христа Бога, во Бога Отца, преку несоздадената благодат на Бога, Светиот Дух, едниот Бог во Тројца, Тројца единосушна и неразделна, сега, секогаш и во вековите на вековите. Амин.